Маршот за ангелите помина низ Кочанските улици во молк, во тишина потона и градот во знак на сочувство за трагично загинатите деца. Но нивните семејства кои останаа да се борат за правда, порачаа дека нивната тишина нема да трае долго. Молк што зборува повеќе од 1000 зборови, ама нема да трае вечно како вашето судење. Од основното јавно обвинителство известуваа дека ќе ги повикаат семејствата на загинатите да се приклучат кон кривичниот прогон. Родителите пак велат дека досега никој не ги повикал, но доколку добијат покана ќе одат во ОЈО. Преку исказите дадени пред јавен обвинител, тие ќе може да си ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон. Исто така ќе можат и директно да се информираат за текот и фазата во која се наоѓа постапката, но и да кажат своји сознанија за настанот. Сослушувањата ќе се вршат согласно утврден распоред од 27 мај вторник до 29 мај четврток во просториите на јавното обвинителство во договор со оштетените. Ваквите сослушувања се поединечни и на нив ќе биде повикан по еден законски застапник за секоја од жртвите да се произнесе во однос на правата како оштетени. Тој во својот исказ ќе може да предложи и други лица од семејството кои евентуално имаат сознанија за настанот. Се ближи крајот на истрагата. До средината на јуни веќе треба да бидат познати и обвиненијата. Семејствата на загинатите бараат неселективна правда за сите оние кои придонеле до катастрофалниот пожар во кој животот го загубија 62 млади луѓе.